И не само при поројни дождови, туку и кога ги нема дождовите, водата во подрумите на зградата кај трговскиот центар на улицата Маршал Тито постојано ја има. Станарите мака мачат со поплавените подрумски простории кои не можат да си ги користат, ниту да чуваат дрва и зимница. За состојбата да биде уште посериозна, од постојаната влага и вода, веќе попуштаат и пукаат и зидовите од надвор, па станарите се плашат од евентуална катастрофа. Бараат итно решавање на проблемот, оти како што велат, ситуацијата е тешка и неиздржлива. Имаме проблем со водата тука. Сега моментално немаме ни дождови, ништо нема. Паднато со месеци, а вода имаме у подрумите многу. Значи смета, не е само тука, значи целата зграда, од Балкан Лукс до Кармин е пуна со вода. Може да се види тоа и на снимката. Така да тоа се шире, значи влага се ствара и смета тука на станарите. Не само јас, ово зборам јас и од моје име и од името на сите станари тука што живееме. Тука сме негде околу 60 души луѓе, они оставија на мене тоа, значи јас да ја потерам работата. Тоа е тоа. Друго имаме проблем. Беа доваѓале од водовод пуштини тамо преку директор Андреј, за да дојдат да видат и да се отклоне кваром, мислејќи дека ќе биде тука кај мене да се копа, одворија со копањето, али искочи дека не е од тамо и они сумњат дека е тамо негде кај Балкан Лукс од таа страна. И отидеа тамо и тамо се исцрпи водата, доаѓа пожарната, ништо не биде. И сега луѓето останаа со таа намера да се тера да можеме ние да гонеме работа. Како ќе гонеме ние работа ако некој не ни помогне? Ние сме жители на овај град, ние плаќаме за оваа вода. Значи, тоа е страшна работа, нема што да кажеме. Со години, значи не е решен проблем уопште. Со истата проблематика е упознаен и градоначалникот Николчо, знае и он тоа, и тоа многу убаво знае, и беше кажал он дека ајде нека се изваде водата, вика па ќе пратиме комисија, да дојде комисија, па да видиме што е одека доаѓа таа вода, да може да се санира тоа и да се заврши таа работа. Станарите си имаме многу голем проблем со ова. Почнува да мирише, нагоре оде на становите, мирише, кога отвориш вратата, оно нагоре се дига самата влага. Утре други ден може ке ни попушти и зградата тука, темелите што ги имаме. Па ако се направи, ако е бетонско тоа, се попушта, тоа си има век на трајање. Значи треба да се преземат мерки. Значи апелирам до градоначалникот и до директорот Андреј да се преземат работа многу озбилно и да дојдат тука да ја санират работа и да се направи тоа што треба да биде. Канал 8 стапи во контакти со одговорните од КП Водовод, од каде велат дека не се надлежни да решаваат приватни проблеми на згради и куќи. Многу пати им излегле во пресрет на овие станари, иако не е во нивна надлежност, но сепак проблемот е на станарите и треба заеднички да се договорат и да си повикаат стручни лица, кој ќе им каже од каде доаѓа водата и каде лежи проблемот, па заеднички да го решат.